страдаше вече Боже, и воскресна во третиот ден според писмото, и се вознесе на небо и се одесна на Отца. И пак ќе дојде со слава, да им суди на живите и мртвите, и неговото царство нека има и крај. Го светиот Господ, кој живот Твој, кој излегува од Отец, на кого се поклонуваме и го славиме заедно со Отцем и Сином и приходено преку пророците. Во една света, соборна и апостолска црква, исповедаме светно крштение за простување на гревовите, дочекам воскресението на мртвите и животот на нивниот век. Амин. Женоста кон нашите браќа кои неморално
živea Tvoj svet. Postojano moje koji ljubav Hrista vela, Gospodi, dozvoli mi da te sakam, ono kako ti što me stakaš. Tak i nije danas na snodrani uveka. Помолих me Господа, прomjena mi načo Hristovića da mi otvori umot, da nam možeme od glavočina da na našето srce, od čistota da na našega duša i svoj čist razum da rečeme Gospodi te ljubav, Gospodi te snaka, Gospodi bidi volene, Gospodi bidi okolo mene, Gospodi bidi pred mene. Stotija misli, koji spomeni su blagodat na Svetom Duhu, dok je evangelsko početimo, deneska vidite kakva slučajnost. Deneska evangelsko početimo veše Matej 6. glava. A vi preporačujem koja si pojedete doma. 5. glava, 6. glava i 7. glava od Matej da vi pročitate. I ve mola, dok imate vreme, sekoj den ovija 5 glavi od apostolog evangelistog Matej, da ih čitate i pravo da se veža na vašите srce i na vašite duši. Евангелието почуваше, не судете, за да не ви се случи. Ние не се съобразяваме и да судим никого. Ние се съобразяваме како верни християни, како чеда на Светата Македонска църква, која е столб и твърдина на владъка, да се помолиме от длъбочината на нашата душа, нашия Спасител Господ. Възкресналият Бог, признаният Бог, всеки присутният Бог, вистинският Бог на нас, македонците, които пеем и се поклонуваме и да славиме, да го помолиме, да ни прости всичките грехове, първи нашите грехове, а потоа греховете на оние, които живеят едно по-едно. И Бог верува дека ќе ги услиша нашите молитви. Ова соборно собрание денеска го направивме во градот Скопје и докрај ќе почнат манифестациите, ќе допрати оние кои грешат и можеби и пред својата совест, но и пред Господа Бога ќе се застрава. Ќе се застрава пред своите родители, ќе се застрава пред својот брат, пред својата сестра, ќе се застрава пред самите себе си и ќе речат да е возможно вака да се живее. Не знам колко ги следите, работите около овија еднополни бракови. По некои земји и земорските земји веќе им се доделуваат и вечни разречување. Ве мола, може ли двајца мажи да чуваат бебенце? Може ли две жени да чуваат бебенце? Како ќе го воспитуваат? И верувајте ми кога ќе пораснат на деца, размислуваат да извршат самоубиство, бидејќи гледаат нивните другачиња како живеат.
Neka sekoj dete ima majka, sekoj dete ima šatko. Hvala se, dragi moji, bolni umovi ne se samotija, bolni umovi si obštestvata koji dozvoluva takvo nešto da se slučila braku preko vaš, so vaših žena, so žena. To vaš stimajka na naša televizija, naša ta gospodica ili gospodja ministerka za socijala, veli дека ти подружи денеска браќата кои ќе демонстрираат и ќе маршираат по скопските улици и ги повикуваат дури амбасадорите да присуствуваат на таа парада на гордоста, а јас од ова свето место од кај говореле многу архиереи, свети отци на нашата света православна црква, ќе речам парада на стравот, парада на сотијата, парада на она што не е човечко, на она што не е природно, на она што Бог го забранува. Читајте го, драги мои, посланието до римляните. Читајте го посланието до коринтијаните. А оние кои љубат Господа, нека го читаат, нека читаат 13 глава од посланието на коринтијаните, главата за љубовта. Таму нашиот апостол Павле, апостолот на незнабоците, апостолот на фарисеите, апостолот на незнабоците, кој цела Европа ја покрсти и дојде во Македонија по повикот на македонецот, за да не просвети нас, да ни избави од незнабоштвото и да ни го покаже